Ја го гледам брат како предизвик искрено, тоа што сме во Македонија. Не дозволувам, без разлика политичката, економската ситуација, што и да влие, се разбира, влие, меѓутоа го трансформирам во позитивно нешто, брат, кој кам, вака, добро, ајде сега ние вака. Не давам ништо да ми убие насмевката, мотивот и тоа што извира од мене, брат. Нема сила што ќе сопре за да престанам да креирам, туку напротив, мислам дека јас сум тој кој што сум и сите сме тие кои што сме, зашто сме се родиле тука, брат. И не дека е толку многу лошо туку во Македонија, брат, да се разберем. Има земји, брат, кај што брат нема вода некои места, брат. Не разбира, замисли сега ние седиме тука, брат, пиеме кафе, јадеме зрна какао, смоки си грицкаш, пушаш цигарче надвор. Само зборувавме малку тој со него. Тоа сакам да надоврзам. Кога кажеш дека не дозволуваш да дојде до тебе тоа, мислиш на менталното на твојата ментална состојба не дозволуваш. Да. Дека сепак социјално-економски има улога врз тоа како го живееш, така? Па има улога со тоа што, пример, во други поразвиени земји повеќе ги вреднуваат работите. За истата работа, пример, ќе бидеш повеќе платен, да речеме. Океј, не, тотално се согласувам. Така. Дефинитивно се согласувам и ми се свиѓа тоа кога кажуваш дека ние кои ќе излеземе надвор, ни е полесно зашто дефинитивно ни е полесно само тоа што ние сме научени на рмбање. Да. Другите мислам не генерално дека е тоа. Има еден лик што го пратам. Он брат бил роден во Белорусија и како мал со татко иде од Белорусија во Америка да живее. Евреин од Белорусија иде во Америка. И он збори за тоа зашто емигрантите се успешни, да речем. Пошто он отишол таму стрикно за тоа. Пример, холандјанецот, германецот, американецот, они се навикнати на тоа и тоа е тоа. Било кој друг мислам како иде во поразвиена земја дека е поголем драйв има. А плюс тоа од Македонија, брат, што има такова. За пример, секогаш го зијам креаторот на Little Caesars. Имате слушнато за Little Caesars? Ми звучи вака познато. За храна во Америка, како франчиза има. Тој македонец. Човекот што го има создадено Little Caesars е македонец. Мајка му и татко му се од Македонија преселени, он е роден таму, ама самиот си имал кажувано како македонец. И доколку се погледна 90% од големите бизниси кои што се формираат во Америка, например, се формирани од деца на мигранти. Так. Затоа што и да си роден таму, и да си дете на мигрант, имаш сосема различен живот. Како не живеат, брат, у студио апартмент, 7 души во еден стан и по друг ќе ги пресетира. Тој оптимизам, например, ти што го кажуваше, нели сега, зашто тоа е оптимистичко гледање за државата, е навистина добро гледиште, одлично гледиште, само што е жалното, што не сите размислуваат така, затоа што и веќе претходно го зборевме ова, ние сме луѓе на традиција. Так. Каде што нас ни е тешко да напуштиме нашата традиција. А доколку имаш такво, нели, одселување, идеш на сосема ново место, ти више не напушташ традиција, не можеш да носиш традицијата со тебе на место каде што не си опкружен од луѓе со Ја мислам, брат, дека светот има премногу места за посетување, за живење и греот е, брат, ако станеме тука цела време. Пошто мене видикот и животот ми се променил кога на 19 години, брат, отидовме на Малта, направив екипа од 4 многу добри другари и бевме као стак бевме тука, што ги правиме, овој не иде на факултет, вака така, ја некои други филмови у главата. И отидовме на Малта, брат, собравме пари, некој брат со 400-500 евра отидовме, 4 души, брат. И таму се само 3 месеци, точно колку што е, брат. Ама брат, кога се вратив, брат, кога друг, таму кога да ми се кликна некој копче, брат, цак. Многу кул, брат, пошто патувањето, брат, е овај го зборев и за Среќа МК, дека кога патуваш го хакнуваш времето, брат. Пошто времето, ние сме го измислиле саатот, брат, една секунда да трае една секунда, меѓутоа дали една како ги мериме? Ме разбираш, у смисла што една недела може да изгледа како многу повеќе, брат, пошто нови патерни, имаше тоа објаснување нейропластисити кај што се отвараат нови
се заклучивме. Зашто вака се заклучивме, ама ќе го ставиме. Што ако се заклучивме, камерата снима. Мислиш дека тука немам рима? Не ми се рецитира фристайл, можам да смислам 1.300.000 работи од шала. Кај што не гледаш стварите како проблем, туку како предизвик. Да. Тоа е најважен хак во само напредување. Не гледај како секој ново соочување да ти е проблем, изгубив работа, заврши со средно, што правам сега. Гледај како предизвик. Океј, ова е моја поделна точка, кои ме се опциите. Идам по тоа. Да. Тоа е многу добра ментална игра за како да се подобраш себе. Со другар, Мича, он ми е најдобар другар, брат. Као многу сме поврзани, брат, у Америка живееќе 3-4 години, меѓутоа без разлика што сме на голема дистанција, он сме се уште поврзани, се избориме секој ден. И немав упалјач, брат, идам у трафика, си купам упалјач, јас со него поврзан како. Викам добар ден, бла бла бла, имате ли мало бикче, шарено некој зелено, црвено. И продавачката беше многу фина, ми даде ме поздрави, убав ден, чао чао. Мика, брат, како бе продавачката толку фина со тебе, ме вика? Викам, такви се, викам, сегде продавачките. Не бе, брат, у Македонија, вика, се намуртени такви. Викам, брат, ти ако и влезеш и речеш, дај ми палјач, фала Богу дека она ќе биде намуртена, брат. Пошто тука цело време го окривуваме тој другиот, без да се погледнеме самите себе, брат. Пошто ја ако идам на работа, и пример идам кај тебе на работа и кам, да немам компанија, тој како вака, така ја владам со таа енергија, брат. Пошто и без да ги кажеш работите се чувствуваат, брат, интуиција, брат. А сега се поише ни се развива таа интуиција на нас луѓето кои што телепатски ќе почнеме да комуницираме, брат, ќе не мора uvijek да плаќаме сметки. Знаете, многу добра поента. Значи, например, ја кога живеев во Америка, баш тоа забележав што ние како луѓе од тука сме муавет, како многу на муавет, не можеме да заќутиме некогаш. Да. Што нели често кои сидат твоите кога се бевме деца, нели ги испраќаат и седат на врат. На вратушката. Да. Точно. Тоа приметив во Америка, например, јас сум човек, ме знае што некој што не го знам да седне до мене и да сака муавет да ме направи. Име чудно. Ќе се убием од муавет. Во Америка не има чудно, они тоа го сакаат. Они тоа го сакаат. Ама никој не сака да го почне тоа кај нив. Како Што мислиш почна? да почне? Никој не ќе дојде првиот човек што ќе дојде да го започне муавет. Така. Зашто сите луѓе сакаат да прават. Ние сме луѓе што, ние сме суштества што зависиме од комуникацијата. Да. Зависиме од комуникацијата. Без разлика дали ти е тешко, не знам, не можеш, не ќе сега да бидам морбиден, али нешто лошо ти се деша во животот, многу побољно ќе се осеќаш кога ќе направиш муавет со било кој за било која тема. Како не? Отколку нели да седиш само и да се оставиш сам на себе. Тоа е проблемот што ние како македонци го немаме. Значи ние го немаме тоа. Ќе седнеш во такси, со таксистот ќе направиш муавет, почнуваш политика, почнуваш психологија, почнуваш не знам. Ја правате државата, пак ја разбирате.